Уставниот суд е најнереформираната институција во земјава, констатираше нејзиниот претседател Дарко Костадиновски на дебатата посветена на потребата од носење на закон за уставен суд. Според него, неприфатливо е тоа што уставотворците оставиле празнина, но воедно и тоа што самите уставни суди оставиле да не биде регулирано функционирањето. Залагам за закон за уставен суд, но не било каков закон. Значи, или со интервенција во уставот да се даде уставен основ за двотретински закон, или уставен закон за доконкретизирање на уставните одредби. Една од најчестите критики во уставното судство изминативе 34 години е генеричкиот термин истакнат правник. Не е невозможно да се објективизира и да се конкретизира, да се прецизира кој се може да биде уставен судија. Ако побарате да набројам врвни уставни судии кои оставиле печат на уставната демократија, тоа се само околу 5 нарече претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Според неа, голем дел од нив не били истакнати правници, туку партиски личности. Секаде во светот се плашат од хиперактивни уставни судови, а ние се молиме да биде активен, критикуваше Давкова. Во Венецијанска комисија знаеле за Мирјана Трајковска, знаеле за Игор Спировски, морам да кажам, меѓутоа, за многу други не. Значи, не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти и за заслугата добиле место во Уставниот суд. Во една прилика, цинично изјавив дека ме подсетува на закотвен брод во Вардар. На дебатата своји воведни обраќања има и амбасадорите на Соединетите Американски држави Анџела Агилер, на Европската унија Михалис Рокас, како и германската амбасадорка Петра Дрекслер.